чест и задоволство е да се биде дел од Европскиот дигитален инновацијски хаб, со кој што ќе се овозможи дигитална трансформација на државните институции и на малите и средните предпријатија. Дигиталната трансформација и на државните институции и на малите и средните предпријатија, па и на сите типови на предпријатија е неопходно потребна за понатамошен раст и развој и за обстанок на тие предпријатија. Ние денес во Македонија имаме бойкот на купување на производи во маркетите. Кризата на трошоци за живот е присутна во целиот свет, па и во Македонија. Намалувањето на стандардот на граѓаните е евидентен. Меѓутоа, проблемот нема да се реши со тоа што ќе се бойкотираат маркетите. Нема да се реши на друг некој начин. Проблемот и зголемувањето на стандардот на граѓаните ќе го решиме преку раст на економијата, поголема продуктивност, поголем бруто домашен производ, поголема создадена вредност и на тој начин ќе овозможиме благосостојба на граѓаните. Не можеме со други мерки. Тоа е единствениот начин. За да тоа се случи, треба да работиме на повеќе сегменти. Еден од тие сегменти е дигиталната трансформација. Дигитална трансформација на државните институции и дигитална трансформација на сите типови на компании. Изминатиот период многу студии покажаа дека земјите кои што се имаат институции кои што се дигитално трансформирани се многу поефикасни, многу полесно ги превладуваат кризите и овозможуваат многу подобри услови за водење на бизнес. Исто така и со компаниите. Компаниите кои што се дигитално трансформирани имаат многу поголем раст, многу побрз развој на нови иновации, многу поголем број на канали за комуникација со клиентите. Значи, патот кон дигиталната трансформација е јасен и недвосмислен. Јас како човек кој што доаѓа во главен дел од стопанството, можам да кажам дека и лично се соочувам со многу проблеми. Влезен сум за одредени процеси и лично во бюрократија и за одредени работи идната година ќе прославам и 10 години невозможност да направам одредени работи. А тоа е, например, приватизација на земјиште на индустријски објект. Идната година 10 години ќе навршат како јас сум навлезен во лабиринти да го приватизирам земјиштето. Веќе заборавам и што сакав да направам, што сакав да произведувам, а имав големи идеи. Што значи ефикасна јавна администрација? Ефикасна јавна администрација во овој дел значи да ми дадат лист на кој што има жиросметка и сума која што јас треба да ја уплатам и готово. Тоа е процедура. Јас како бизнисмен немам време да одам во институции, во министерства, во катастар, во општини, во разни шалтери, да соберам разноразни документи, да ги соберам тие документи, да плаќам и потоа да ми се каже дека постапката е завршена така што сум одбиен, а тоа ми се случило повеќе пати. Значи, сакаме ефикасна јавна администрација. Тоа може да се случи, еден од начините со кои што тоа може да се направи е реиновирање на процесите во државните институции и имплементација на тие нови процеси низ дигитални алати. Понатаму, исто така лично се соочувам со пречки и со неконкурентност и со околните земји. При увоз, при извоз, при недостиг на инструменти за плаќање на одредени услуги кои што ги продаваме низ целиот свет. Например, PayPal, технологија за плаќање, која што веќе застарува и е во надолна линија, се појавуваат многу други технологии. Се уште не е достапна во Македонија. Значи, многу наши институции имаат процеси на работа кои што одговараа на бизнисите од минатиот век. Во моментот, светот е многу побрзан, многу помобилен, многу побрз и многу поефикасен. Институциите треба исклучително брзо да се прилагодуваат на новите процеси и да овозможуваат бизнисот да функционира. Од гледна точка на бизнисите, можам да кажам дека дигиталната трансформација носи многу поголема ефикасност, многу пократко време на нова иновација, многу поголем број на канали за комуникација со крајните корисници. Особено младите генерации, светот го восприемаат преку дигиталните технологии.